Имам план што и како со Грција и Преспанскиот договор изјави од Охрид денес новата македонска претседателка Гордана Силјановска-Давкова по бројните меѓународни реакции, особено оние од официјална Атина, кога таа при незината инаугурација за претседател наместо новото уставно име на државата Република Северна Македонија го употреби само името Македонија. Имате ли план што со Грција и со Преспанскиот договор? Се разбира дека имам план. Планот е градење на добрососедски односи. Планот е нудење почит и барање само почит. И мислам дека како што во политиката треба да се трага по уметноста на можното, ќе го направиме набрзо. Диалогот е здрава работа. Ако нема взаемна почит, тогаш нема да има ни резултат. Политиката бара диалог и јас мислам дека сум спремна да трагам по тоа. Очекувам и нашите соседи заедно со мене, зошто заедно да ги надминеме проблемите. Таа сепак не отстапува од користењето на старото уставно име, вели тоа е загарантирано со меѓународни конвенции. Вие ќе приложите војните погреби меѓународен притисок да го употребувате името Македонија? Јас реков дека јас го почитувам Преспанскиот договор, јас го почитувам меѓународното право за разлика од други, зборувавме за лична определба, а тоа е право што е загарантирано со повисоки акти од билатералните договори, како што се декларациите за слободите и правата од Сократ па до денеска. Това важи за секој, па и за мене. Официјална Атина е на ставот дека Преспанскиот договор мора да се почитува и тој не може да се менува. Нивниот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис неодамна не јаислучи можноста при евентуално прекршување на Преспанскиот договор да покренат постапка пред меѓународниот суд. На истиот тој меѓународен суд ние бевме со Грција веќе и тој ист меѓународен суд пресуди во однос на членот, кршењето на членот 11 од привремената спогодба, која е исто така меѓународен договор. Не верувам дека веднаш ќе се оди на суд, има градација во Преспанскиот договор, прво се укажува, се разговара, се адресира прашањето до Обединетите нации, па потоа се оди на судот. Иначе, пресудите на судот треба да важат ерга омнес, но тоа не се случи за жал во нашиот случај. За разговор се потребни сите околу вас и ние немаме друг избор освен да разговараме, рече Давкова, која кажа дека нема да оди по светот, туку дека сака најпрво да се сретне со соседите и да разговара со нив. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.